Во овие години Глигоров има цврст став дека Македонија нема да го смени уставното име. Во 98 Македонија добива нова влада предводена од десницата. Тогаш Лупчо Георгиевски и неговиот тим имаат шанса да го решат спорот. Георгиевски економски тесно соработува со Грција, па го прави договорот за протежба на рафинеријата на грчката компанија Окта, кој е прогласен за штетен договор. Овој договор се најде пред Меѓународниот суд во Лондон, но и во уставниот кај нас. Денеска е повод за компарација, но и препирка помеѓу двајца професори. Дали по истиот терк Уставниот суд може да го укине договорот за името? Уставниот суд го укина во 2002 година и веќе јас имам одлуката. Тој вели дека Уставот му дава можност да испитува и формална и материјална страна на договорот. Тоа не е точно. Или не знаел, или не го дочитал тоа. Ја бев тогаш експерт повикан од Уставниот суд за образлагање на тоа, беше председател на Уставниот суд беше Милјан Нетков. Уставниот суд го поништи законот за ратификација, а не договорот. Тоа се две различни работи со сосема различни правни консеквенции. Договорот Уставниот суд нема надлежност да го разгледува ни да расправа за него, прифаќа и не прифаќа. Тоа не е негова надлежност. Законот за ратификација, се што е донесено од парламентот, аз мислам Уставниот суд може да расправа. Он може законот за ратификација да го расправа, но он може законот за ратификација да го расправа само од процедурална точка. Дали е направен коректно, дали е мнозинството коректно, така како што предвидува, нема содржинска расправа кај законот за ратификација. Значи Уставниот суд во случајот на Окта го поништи законот за ратификација, а не билатералниот договор за Окта. Јас не се согласувам со неговиот став, имено повеќе сум приклонет да верувам на експерти во областа. Пред мене го имам, ја имам одлуката на Уставниот суд, кога председател на Уставниот суд бил еден еминентен професор, тој е професорот покоен Тодор Џунов, кој што беше светски признат експерт за меѓународно приватно право и во правното образложение во точка 6 дословно се вели: меѓународните договори со актот на ратификација стануваат дел од правниот поредок на Македонија и како такви имаат статус над законите, но мораат да се во согласност со Уставот. На веб сајтот на СДСМ стои интервју на лидерот Зоран Заев за Радио Слободна Европа од 20 октомври 2013. Иако во видеото го нема делот за името во транскриптот на прашањето сметате ли дека предлогот Горна Македонија е прифатлив за Македонија и за откочување на евроинтеграциите, Заев одговара, цитирам: "Лицитирањето со вакви предлози за мене е апсолутно неприфатливо и кога некои наши поддржувачи или поединци го споменуваат ова прашање, тоа не е став на СДСМ. Нашиот став по основ на ова прашање секогаш јасно го кажуваме, дали тоа било прифатливо или не, име, Горна, Северна или слично за Република Македонија. Не, за нас е неприфатливо. Северна Македонија име со географска одредница, но според професорот Апасиев, кој е еден од редакторите на книгата Спорот за името меѓу Македонија и Грција, е предлог кој го дава своевремено Германија. Инаку интересна е историјата на овој предлог. Не знам колку се запознаени граѓаните. Овој предлог е германски предлог. Прв пат е споменат во 1994 година како официјален предлог на германскиот шеф на дипломатијата, тогаш беше Клаус Кинкел. И како таков подоцна е заборавен во преговорите. Се навраќал во тие 5 имиња кои ги даде подоцна Нимиц, меѓутоа стоел како по страна во преговорите. И сега мојата теорија за пасивизацијата на опозицијата, зборувам за ДПМН, е интересна. Имено според мене германското влијание се гледа и денес. Не заборавајте дека само ден по потпишувањето на договорот, сегашниот министер за надворешни работи отиде на посета во Германија. Ако го знаеме неговото ВМРО-вско минато, како истурен играч на партијата ВМРО, имено тој беше и преговарач, и амбасадор, и сето тоа. Мислам дека причината за пасивното и млако реагирање на опозицијата, наместо да распали со сите расположливи средства, е токму тоа германско влијание, имајќи го предвид фактот дека партијата на Меркел е еден од најголемите донатори за политичка едукација на младите во Македонија преку низините легитимни политички фондации.
Најголемиот страф на Грција во изминатите 25 години за колку што се преговара е стравот од светско признавање на Македонија и колку и да изгледа неверојатно, сепак времето работеше во полза на Република Македонија, бидејќи од 20-30 земји колку што тргнаа, при признавањето ние стигнавме до сериозна бројка од 140 држави кои што не признаваат под уставното име и 4 од 5 земји членки на Советот за безбедност.